Време е за отвореното студио на телевизија Нова вечерва. Разговараме повторно за она што ја преокупира медиумската јавност изминатите речиси 2 недели, поплавите во Македонија и кобната саботна петок навечер, сабота ден, кои што однесоа 22 живота во Македонија. Вечерва ќе разговараме за тоа што се случува сега, кога ќе се врати животот во нормала, дали ни се закануваат зарази, колку владините мерки ќе им помогнат на вестија на граѓаните. За сето ова, како и сведоштво од прва рака за тоа што се случуваше кобната ноќ, имаме вечерва од човек кој што може да ни одговори на сите овие прашања. Добро вечер за вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров. Добро вечер. Да започнеме од почеток. Првата вечер, ноќта, започнува големиот дожд, големата водена стихија која што ни се случи неочекувано одеднаш. Она што се случи вечерта веднаш ги мобилизираше и службите и полицијата и армијата, а вие бевте еден од првите кои што беше на теренот. Ве прашувам што се случуваше таму? Тоа е една природна непогода која што е веројатно најголема после катастрофалниот земјотрес за Скопје, која што однесе 22 живота и која што е причини огромна материјална штета покрај човечките загуби. Значи, штетата, како што кажавме, ќе биде надоместена и тоа е нешто што може да се врати. Она што не може да се врати е човечките животи и ја еве уште еднаш ја користам оваа прилика да изразам сочувство до семејствата на сите загинати. Тоа што вечерта се случуваше таму беше, наликуваше искрено на хорор филм. Тоа беа апокалиптични сцени, нешто што досега не е видено во Македонија. Веројатно сме го гледале по телевизии, на некои репортажи и така натаму, но во Македонија ниту сме го виделе, ниту некој го доживел и дај Боже веќе да не се повтори. Огромни вода со огромна брзина, со многу наноси, со кал, со камења, дрва и така натаму носеше коли, камиони, патот беше однесен. Значи, една прилично апокалиптична слика. Кога стасавте вие на терен? Првиот состанок што го имавме на штабот, да речеме, како шеф сум на тој управувачки комитет и на некој штаб што веднаш се обидевме да го свикаме, беше во 3 часот по полноќ. Но пред тоа имавме многу луѓе кои што беа на терен. Значи, Коце Трајановски, Тони, од градоначалникот на Газибал, Диме Спасов, министерот за труд и социјала, Кучи, министерот за економија. Од прв момент беа на терен. Првиот момент после невремето они беа на терен. Иво Сингелич, Иво Стајковци. Веднаш после првата информација? Веднаш после првата информација. По телефон цело време се обидувавме да ги координираме активностите на сите институции. Министерот за внатрешни работи беше вклучен, министерот за одбрана беше вклучен со цел армијата и војската да помогне уште додека траеше невремето, затоа што имаше доста јавувања дека има заглавено на обиколница, дека треба да се помогне, има заглавено во куќи и така натаму, и полицијата и војската веднаш интервенира. Значи, тука немаше никаков застој. Луѓето со нивната расположлива опрема дојдоа на терен и се обидоа да помогнат. Затоа видовме и повеќе сведоштва. Телевизија Нова имаше сведоштво од полицајците. Да, вашата телевизија имаше едно сведоштво за тоа што е случувало и тоа е реалната слика на тоа што го имаше вечерта. Така да првиот состанок на оперативниот штаб беше во 3 часот Сабајле овдека во пожарната во автокоманда. Беа представници и на полиција, и на армија, и на дирекција заштита и спасување, на општината, градот Скопје, јас како и министер за здравство и во функција на шеф на управувачко тело за кризи. Така да се представници на противпожарните единици. Тоаш дојде првиот брифинг за тоа што се случило, каква состојба имаме, значи една генерална слика. Затоа што до тогаш имавме парцијални информации, некои информации има армијата, некои информации има полицијата, во зависност од кој на која локација каде делувал, да, но тогаш првпат се собраа сите информации и тогаш се свати дека станува збор за една страшна природна катастрофа и непогода. Веднаш се договоривме да се презимаат мерки. Првата одлука што ја донесовме беше да се започне со првата фаза која што е неопходна оваква ситуација. Тоа е фаза на пребарување и спасување.
Значи, целиот регион на карта го поделивме на два големи сектори. Едниот сектор го зема полицијата, а вториот сектор го зема армијата. Договорот беше да се започне веднаш со разdenувањето, да се започне со хеликоптерска претрага, затоа што требаше да се овозможи да добие хеликоптерот дозвола за полетување, а за тоа требаше денски услови. А полицијата и војската веднаш отпочнаа со пребарување. Како што кажав, имаше два сектори и војската и полицијата имаа обврска секоја педа да ја пребараат со цел да не има некои преживеани, затрупани, некому да може да помогнат. За жал, информациите од саат во саат што доаѓаа беа само за мртви. Значи, доаѓа информација дека пронајдено е тело ваму, пронајдено е тело на друга локација, војската, полицијата и така натаму. И тоа беа вака тешки информации кои што ги дознававме, но за жал тоа беше она што се случуваше. Првите спасувања, она што се случи претходно, беше акцијата, односно со вклучувањето на војската и на полицијата и на специјалните единици, резултираше со огромен број на спасени луѓе, на излечени луѓе. Имаше репортира во првиот ден дека имаше околу 1000. Прво беше бројката околу 500, па 700, па до 1000 луѓе кои што на овој или на оној начин биле излечени, спасени, евакуирани, им било помогнато. Некои да се качат долу и на вториот кат во куќата, значи биле евакуирани на побезбедно место. И тоа е одлична работа и на војската и на полицијата, за која што можам да им честитам, затоа што голем дел од нив ги ризикуваа своите животи за да спасат некој друг живот. И тоа е навистина за пофалба и за честитање. Како ќе ги прокоментирате тогаш, се извинувам што ја прекинувам, како ќе ги прокоментирате тогаш сите оние обвинувања токму на сметка на полицијата и на војската дека биле парализирани 2 дена и дека ништо не работи? Ако мислите на обвинувањата на претеничката Софија Куновска на седницата на собрание, искрено тоа многу ме разочара. Да беше обвинувањето кон мене како кон политичар, тоа ќе го разберев и ќе го прифатев. Нормално, ќе имав некаков политички став или политички одговор, можеби немаше да имам, не знам, но навистина ме погоди и ме разочара тоа што беа критикувани полицајците и војниците, кои што ги ризикуваа своите животи за да спасат некој друг. Тоа не можам да го прифатам и тоа навистина ме разочара. Се трудев во одговорот да бидам воздржан, да бидам над ситуацијата и да не дозволам дебатата да отиде во некој лош правец. Се надевам успев, но искрено тоа ме погоди, затоа што знам што тие луѓе правеа. Знам како се жртвуваа, знам колку време работеа, затоа што во тие први денови ние ги споивме деновите. Значи, ние имавме состанок од 3 започнавме до некаде 6:30 са бајлето, го напуштивме тоа место и од 8 продолживме со работа. Значи, имавме можност само да се пресоблечеме, кога се дојде цел мокар, да се пресоблече човекот, значи имавме 1 сат пауза, да речеме, и продолживме со работа. Ние имавме 2 споени денови, не само за нас, него и за војската и за полицијата. По 30-40 сати на спиење. И сега таа жртва што ја направиле тие луѓе, значи уморни, мокри, да останат на терен, да се обидат да пребаруваат, да спасуваат, и тој нивен труд и жртва да не се валоризира, навистина е за мене неприфатливо, е во најблага рака. Оно што можеме да го видиме на терен деновиве, очигледно е, снимките го покажуваат, војската е постојано на терен во расчистувањето, огромен број на механизација, полицијата е постојано таму. Како се одвиваше после тоа? Имаше критики дека не сте били организирани на време за да почне расчистувањето на уличките. Најлесно е во ваква работа, во ваква ситуација да критикуваш. Значи, тоа па посебно ме нервираше, вака искрено да кажам, кога ќе видам дека некој си седи на кожна фотелја во удобна ситуација позади компјутер и на Facebook мудрува како треба, мудро лози. Тоа посебно вака од так ме вадеше. Затоа што сите секоја знаат како треба, ама ретко кој знае како да го направи, нели? И сега ние имаме ситуација на најголема природна катастрофа што му се десила на Скопје после земјотресот. Имаме промптна реакција, се знае што се прави у први 24 часа, се знае што се прави потоа. Јас слушам некои коментари, веднаш требало да дојдат багери и чистат куќите. Не.
првата работа што требаше да се направи е пребарување и спасување. И тоа е период од првите 24 часа во кој што се обидуваш да најдеш преживеан. И тоа беше препорака која што ја прифативме и моравме да ја реализираме. Јас ги И затоа читав и стандардите за вакви... тргнавме со таа одлука. Утредента веќе откако е целиот терен пребаран, почнуваш да работиш на расчистување на последиците. И тоа е нормално. Значи мора прво да се стандарди, тоа е процедура. Тоа се стандарди, тоа мораш да го почитуваш. А од утредента више ние и вечерта почнавме да се организираме. Ние имаме секоја вечер владина седница. И вечерва доаѓате од владина седница? И вечерва доаѓаме од владина седница. Ја не знам дали на друго место има влада која што секоја вечер буквално во детали расправала за некоја ваква ситуација. Ние имаме секоја вечер седница на влада во која што сите институции што се вклучени во детали реферира и во детали се одлучуваше или предлагаа мерки што треба да се преземат за наредниот ден. Секоја институција во рамки на своите компетенции. И на тој начин обезбедивме едно синхронизирано делување на сите органи и институции во Република Македонија со цел подобро справување со кризата и испојување на ресурсите. Многу е значено, секој може на некој начин да помогне. За да не биде хаотично, така секој за да не биде хаотично, се знае секој што му е работа. Клучната одлука беше тука да поставиме координатори. Клучната одлука би рекол. Кога ги поставивме координаторите за Сингелиш, за Стајковци, за Црешево, за Инџиково, автоматски координаторот ја презема одговорноста за координирање на сите активности на сите институции во тоа населено место. И имавме по двајца координатори на секое место. Тие координатори секоја вечер реферира на влада, денеска е тоа и тоа направено, тие ни се проблемите, бараме да се достави тоа и тоа, и секоја вечер во детали носевме одлуки за секој едно отворено прашање или проблематично прашање. За утредента тоа да не биде проблем, утредента ќе излезеше друг проблем, па за тој проблем дискутиравме и на тој начин со еден синхронизиран одговор, ние 10-11 ден после поплавите, ние можеме да кажеме дека ги имаме исчистено улиците, дека имаме направено дезинфекција на огромна површина, немаме заразно заболување. Ние, експертите во здравство, вториот ден, значи првиот ден после откако почнавме со мерки за расчистување на последици, ми сугерираа дека нема шанси скоро да се избегне заразно заболување. Очекувавте, значи? Да. Значи, сите најави беа дека нема шанси да се избегне заразно заболување. Затоа што има многу вода, рурално подрачје, ниви во околина, мртви животни, ѓубре, мртви животни, септички јами. Вака топло се време, укажувало на тоа топло време, така. Сите предуслови за појава на заразни заболувања или епидемии ги имаш. И една од клучните работи на здравствениот систем, но и не само на здравствениот систем, него на целиот систем за управување со криза, беше да избегнеме заразно заболување. Затоа што сите институции тоа што го работеа во тој правец. Расчистување на калта, подигнување на животните, прво црпење на водата. Тоа не беше прва и клучна одлука. Констатиравме дека со капацитетите кои што ги има државата во овој момент не може да се исцрпи водата брзо. И затоа донесовме одлука да набавиме 1000 пумпи за црпење на вода. Се набавија за 12 часа. Да, се набавија 1000 пумпи, се ставија во функција утредента. Значи вечерта, дента се донесе одлуката, се спроведе постапката, се набавија утредента, во 11 часот пумпите беа веќе почна дистрибуцијата на пумпите по кризните региони. Ке се вратиме на ова, мора да направиме кратка пауза за реклами, па се враќаме веднаш за тој дел.
Назад сме во студиото на телевизија Нова. Гостин е вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров. Разговараме за поплавите, што се случи тогаш, што сега, на каде одиме. Дојдовме до делот исцрпување на вода, како што и вие кажавте, одевте по книга точно како што треба, како што е предвидено сите фази при една ваква голема елементарна непогода. Имаш информација дека сте немале воопшто пумпи, дека пумпите кои што се донесени на терен биле пумпи на струја, немало струја и така натака. Што се случуваше околу тоа? На крајот владата набави итно, како што рековте, за 12 часа, 24 часа веќе беа во функција 1000 и кусур пумпи. Вака. Првиот период е период на пребарување и спасување. После тоа следи расчистување на последиците. Расчистување на последиците прва работа што требаше да се направи да се испумпа водата. Имавме околу 4-5 куќи потопени во вода. Улици непроводни и тоа беше вака потенцијална бомба, од здравствена бомба, да речеме. Сега втора, ако прва била водна бомба, ова беше потенцијална здравствена бомба, затоа што тоа можеше да направи страшни негативни последици да има или страшни проблеми. И затоа требавме прво да се заврши оваа работа. Сега ние констатираме дека во државата имаме околу 100 пумпи за исцрпување на вода, плюс водовод има, плюс пожарна, но имаме 4-5 куќи. И констатираме дека ќе ни треба 4-5 дена или 7 дена за да тоа се заврши. Треба да биде итно. Треба да биде итно. Ако тоа остои, водата може делумно ќе се повлечеше, но ќе останеше многу кал. Значи требаше итно водата се испумпа. Второ, може да ги подкопа темели, може да направи здравствени проблеми, зарази и така натаму, значи сериозни проблеми. Тука ни беше клучната одлука, а тоа е да набавиме 1000 пумпи веднаш. Ја донесовме таа одлука на влада, утрената се спроведе постапката и за 24 часа ние ги имавме 1000 пумпи доставени на терен. Тоа помогна многу. Практично тој период од 7-10 дена во кој што требаше го скративме на 2-3 дена. После тоа следуваше следната фаза. Следната фаза беше расчистување на улиците и вадење на калта и целата покупнина. И сега ова е исто огромен проблем, затоа што тоа треба да се направи со механизација. Механизација во државата имаме ограничен број. Тука многу помогнаа сите компании. Сите градежни компании, можам да кажам, скоро без исклучок, се озваа на поканата и на повикот на Министерството за транспорт и врски и Дирекција за заштита и спасување и се вклучија со машини и машинисти и камиони и шофери во расчистување на последиците од поплавата. Огромна работа. Зашто? Затоа што сите луѓе имаа врска, тоа беше препорака, целиот мебел, целата покупнина, која што им е поплавена, која што е во као, вода, наноси од слама и така натаму, да ја извадат надвор. Тоа мораше да се случи. И тие ја вадеа на улиците. Се чисти улицата, утредната улицата е повторно прљава. Пак се чисти, пак е прљава. Но првите ден-два само се вадеше. Затоа што додека се вадеше водата од куќите, се вадеше и мебелот надвор. И улиците изгледа, најблаго речено, одвратно. Со многу искршен мебел, стар мебел, цел со теписони. Стар мебел, него мебел цел со кал, со сено, слама. Значи, вака една и купишта. Имајќи во преди топлото време, тоа почна да мириса. Мора да се отстрани. Да, тоа мора да се отстрани. Тесни улички. Не може да влезе голем багер. Камион. Или ќе влезе багерот, не може да се врти. Значи, он ќе собере, треба да се враќа назад целосно, да натовари, па пак натаму и тоа вака време треба. Луѓе работеа по 15 сати. Премалуваа од работа. Кажам, значи, имаше, се сеќавам, еден на улица 18 во Стајковци, работеше на машина од водовод за испумпување на вода. Оние камиони, популарно наречени фекалки, кои што влечат. Значи, човекот работеше 17-18 сати. Премален. Да влезе, затоа што имаше некои информации дека можно е во тој подрум да има удавено лице. И тоа беше приоритет. Мораше таму да се работи. Немаше за среќа. На крај, но имаше некои такви информации. Се извадија во еден ден, се сеќавам, тој подрум преку 25 тони вода. Значи,
35 тони вода. Значи 7 цистерни. Тие се отприлике мислам Од една куќа, само од еден подрум. Само од еден подрум. Околу 35 тони. Значи, постојано црпи вода, иде, ја испушта, се враќа и така натаму. Таа пожртвуваност што ја видов потоа, тоа беше на втора категорија на луѓе. Значи, не војска, не полиција, луѓе кои што од комунална хигиена паркови. Наречам волонтери. Така. На некој од нив тоа им беше работа, а на некој од нив не им беше. Затоа што некој од нив беа машинисти кои што работат во градежна компанија. И нив тоа сега не име основна работа, така? Да. А мори беа тука по цел ден. Нив име работа 7 или 8 часовно работно време. Не, од 7 сабајле се почнуваше до 8-9 навечер. Па потоа продолживме, тоа беше исто многу значајна одлука, ноќна смена. Значи на еден дел од машините дојде втор машинист, па да работиме до 1, до 2, до 3 ноќе се работеше до 5 некаде за да побрзо се извади ѓубрето од улиците, да се прочитат улиците, да бидат проводни улици. Имаше на некои улици коли по 12, 10, 12 коли, вака една врз друга. Една врз друга, да. Време треба, како да ви кажам. Значи, некој направи проста математика и тоа е навистина точно. Ако тој што не отиде да работи, не знае. Тој што отиде да една куќа да исчисти, знае дека треба 5-6 луѓе, 4-5 дена да работат, за една куќа да ја исчистат. И тоа не комплетно. Во една куќа, 5 луѓе, 5 дена. Ако имавме 5000 куќи, нас не треба 25.000 луѓе да работат 5 дена, така за сите куќи да се исчистат. И тоа е вака проста математика. Се нормално тука се вклучени жителите на куќата и така натаму, ама тоа е времето. Така, не знам, се вклучиле 3.500 волонтери, се вклучиле, не знам, околу 1000 луѓе, армија и полиција, и нормално се вклучиле сите жители во куќата. Во секоја куќа живеат 1, 20, 3 машки па и жени, помагаат за да се помогне да се расчисти, за да се расчисти куќата. Ама тоа е времето. Треба време. И сега некои викаат не се организирани, нормално е луѓето, реакцијата на луѓето да биде негативна во таква ситуација. Дали ви присмета што се водеше работата ВМРО наспроти СДСМ, не институции наспроти елементарна непогода, пошто вие сепак сте представник на институцијата во овој момент, тоа е Министерството за здравство и како представник од владата вице-премиер. Тоа е лоша политизација на цела работа и со тоа комплетно не се согласувам. Ние да правиме сега некоја некрофилска политика во која што ќе се обвинуваме едни други, а таму имаме жртви и луѓе што изгубиле се во животот, тоа е вака катастрофа. За мене тотално неприфатливо и не можам да се согласам со таков тип на политичка битка. Тоа не е политичка битка. Тоа е вака недозреаност. Морам вака да ви кажам. Тоа е комплетна недозреаност. Ти имаш луѓе на кои што имаат смрт погинат во семејството, најблизок. Имаш луѓе кои што имаат повредени. Имаш луѓе кои што се изгубиле. Значи, кога ќе влезеш во куќата вака, гледаш дека од куќата се останети само зидовите. Ништо друго. Подот го нема. Значи, ништо друго. И зидовите и тие цели во влага, во кал и вода. И сега, ти од тој човек не можеш да не смееш да го користиш за политичка бенефит. Тоа е злоупотреба политичка. И со тоа не можам да се согласам и тоа навистина ми засмета, затоа што во ваква ситуација ние требаше сите обединети под македонско знаме да работиме заедно. А не да си наоѓаме од позади компјутер на Facebook, види ги овие, не знам, волонтаристички пристап, не знам, неписмени биле, не знам, не знаеле што да направат. Не, дојди на терен, ајде заедно обединети под македонско знаме да расчистиме работа, да помогнеме на луѓето што ги снашува страшна непогода. Така. И тоа многу ми бевте обвинувани дека сте таму да се сликате само, дека сте таму само да се фотографирате, а сепак имате обврска како министер да бидете таму, доколку не бевте таму, па ќе бевте прозвани зашто не сте. Ако си таму, зашто си таму? Ако не си таму, зашто не си таму? Така да, тоа е никогаш не можеш да им удоволиш. И не ги ни слушам тие коментари. Значи, искрено не ги ни читав. Подобро. Нема потреба да се нервирам, си тераме, битно да сме фокусирани, рационални, да ги преземеме чекорите кои што треба да ги преземеме, знаеме дека не може преку ноќ,
требавте да тие што дојдоа да видат сликава, да видат каква е ситуацијата, комплетно има јасно дека тоа не може преку ног да се заврши. Тоа не може преку ног да се заврши, а мислам ја дека ова што го направивме за 10 дена, да комплетно излеземе на поише места да се види асфалтот. Значи веќе да е исчистено, дезинфицирано и така натаму, мислам дека можеме да се споредиме со било која држава која што била ваква развиена држава која што била ваква. Прават медиумите сега паралела со Луизијана, еве го сега има паралела да се види, Луизијана на пример, сега ние не сме како Америка држава, они 1700 војска извадија, ние извадивме 1000. Сега они се поголема држава, ама не сме така. Значи веднаш сме се организирале да извадиме околу 1000 припадници на војска и полиција, плюс волонтери, плюс луѓе работници, машинисти и така натаму, 400 здравствени работници вклучени беа во криза. 400. Така, луѓе кои што од брза помош боси одеа за да помогнат на некои луѓе кои што беа во лоша здравствена состојба, кои што им требаше здравствена помош. Значи не можеме да негираме сега таа пожртвуваност на тие луѓе. Те не знам дали бил од ВМРО, дали бил од СДС, дали бил од македонец или албанец. Значи не знам стварно што бил. И не ме не интересира што бил. Тој бил вечерта таму, бил на служба и работел согласно правилата и процедури на служба и се жртвувал и себе си, својот живот или здравје за да помогне на некој друг. И толку треба. Другото е све небитно. Така. И не треба да го ставаме уравенкава. Бевте обвинувани дека на првите денови при расчистувањето сте имале список на ваши членови, па прво да ги расчистите нивните, значи прво се одело, ќе ми извините, по ВМРО-вски куќи, па намерно не се одело после да самовски куќи и така натака. Имавте ли такви списоци? Имаше ли простор и време да направите такви списоци? И да имало, не могло да направиме. Значи, и имало и простор и време, не могло да направиме, затоа што не ни беше таква идејата. Затоа што помагавме на секој човек. И на тој што е македонец и на тој што е албанец. Затоа што ниту знаевме дали е македонец, дали е албанец. Гледаш човек, куќа, поплавена и треба да му помогнеш. И се одевте ред по ред. Толку. Така било. Така, а па да не зборам за војската и полицијата во темницата, дали гледал дали е македонец или албанец или ВМРО-ец или СДСМ-овец. Значи тоа е вака тешка глупост. Не да не е точно, него е тешка глупост. И тоа на никој не му паднало на памет и не би требало да му падне на памет. Тоа ако што знам, некој у минатото така правел, па сега мисли дека така и ние правиме, тоа што е негов проблем. Значи, у ниеден момент такво нешто не сме направили. Ова што е сега евидентно на терен, дека машините се се уште таму, заличува местото кое што беше поплавено и непрепознатливо, веќе почнува да добива лик. Дули од армијата во текот на вчерашниот ден, ние новинарите кога бевме, кажа портпаролот на армијата и командирите кои што беа таму, дека дури малку почнала за среќа да се гледа и малку свежина на лицата на луѓето, дека ете од шокот, дека ете се случува нешто, се работи. До каде сме, уште колку време ќе треба? Идејата ни е до крајов на неделава, со се викендот, да завршиме преку 90%. Значи да бидеме скоро готови. Комплетно извадена вода, комплетно извадена кал, отстранет мебел од улици, проводни улици, исчистени улици, дезинфицирани улици, дезинфицирани домови. Извршена оврвицидна дезинсекција по езери, по езерата таму, Железарски, Стајковско, Смилковско езеро, и застоени води, зашто има нивите, има доста ниви кои што се поплавени, и тоа е исто. Канали, 36 хектари ниви и околу 300 метри должни канали во околината. И од понеделник да отпочнеме со дератизација. За глувци, глодари, така натаму тие кои што може повторно да направат проблем. Направија проблем во Србија по поплавите во Обреновец? Нормално, ние го знаеме тоа и ние си ги презимаме сите мерки кои што се предвидени. Со 50.000 мамци се набавија да се постават во целиот тој специјално за оваа намена. Сакаме да и таму да нема никаков проблем. Ефектот за сега е на клиника имаме 3 хоспитализирани, што е да не предизвикам лоша карма, ама дури за овој период на годината и помал од вообичаениот број. Нека остане така, дај Боже. И да остане така, дај Боже. Ние што направивме? Во прв момент испразнивме еден дел од
клиниката, се реорганизиравме во инфективна клиника и направивме еден посебен дел од клиниката кој што ќе биде само за овие подрачја, не да Боже. Затоа што очекувавте да имаше најави. Да, од експертите очекувањата беа имаше епидемија. Ова е таква ситуација во која што сите предуслови се направени да има епидемија и затоа моравме да испразниме еден дел и да бидеме спремни во случај да има епидемија да одговори здравствениот систем и на тоа. Сега, ако до тоа дојдеше, моравме и на тоа да одговараме. Така да од тој аспект бевме комплетно спремни, лекови обезбедивме комплетно, направивме пунктови и во Ченто и во Стајковци со сите можни лекови, ги посетивме сите хронично болни дома. Сега во системот Мој термин точно знаеме кој е хронично болен и точно знаеме кој хронично болен што терапија прима. Така да дома кога ги посетувавме, ги прашувавме дали си ја имате терапијата, ако не, еве ви ја знаеме тој човек што живее на таа адреса која терапија ја прима. И тоа да го немавме системот, немаше шанси да го знаеме. И се одолжеше цела работа. Се одолжеше цела работа и затоа имавме многу брз и прецизен, хируршки прецизен одговор. Исто така и за диабетичарите, инсулинозависни лица. Во популалата инсулинот го нема. Тој се чува во фрижидер дома, фрижидерот го нема ни инсулинот. Точно ги знаевме сите 280, не знам, 4 или 7 лица колку беа дома. Значи ги знаеме по име и презиме, од еден добар дел од нив и телефони. Да им се јавиме, да ги посетиме, дневно околу 40-50 ги посетуваме дома. Инсулинот, тој што го примаат им го носиме. Ова е инсулинот што вие го примате. Значи, одговорот е на највисоко ниво. Дали можеме да бидеме безбедни сега од зараза? Може ли да ни се случи зараза, преземени ли се сите мерки, не дај Боже да не подиме, нели? Се уште ризикот стои. Има период на прва недела и период од прва до шеста недела. Значи, се уште ризикот стои. Првата недела, периодот од првата недела го пребродивме. Е најризичен, така. Го пребродивме. Се е периодот од втората недела, кој што исто така не е неризичен. И потоа како изминува времето, така ќе опаѓа ризикот што е нормално, но и оваа недела сега е се уште ризична и бара силна посветеност, предпазливост и фокусираност. Затоа ние тргнавме со масовна дезинфекција. Преку 20 милиони метри квадратни сега дезинфициравме. Дури имаше информација дека правите дезинфекција таму каде што во нормални услови не се прави, додека не се исуши, џабе правиш дезинфекција, вие сепак правите. Џабе можеби, ама не целосно џабе. Сепак направивме затоа што се појави миризма. Се топло време, можност од ширење на зарази. Моравме да идеме со дезинфекција. Таму кај што прво кај почнавме? Прво, например, првиот кат е попловен, вториот не е. Ајде да почнеме од вториот кат. И почнуваме од вториот кат. Зашто? Затоа што тие цел ден горе седат. И тие од оздоле разнесуваат можната инфекција или бактерии нагоре. Значи мораме да им направиме таму услови чисти. Но она што беше најбитно беше битката за вода и за струја. Значи, у прв момент добра не беше одлуката, значи, у прв момент без да ја испитаме водата. Рековме забрана за пиење на вода. Земавме примероци и почнавме да испитуваме водата, но у прв момент забрана за пиење на вода. Дојдоа резултатите, добра е водата. Ја реков не, уште едно испитување. Повеќе центри да се вклучат, значи имавме само водовод, прво лабораторијата, нивна лабораторија, реков не, да се вклучат и независни институции, Институт за јавно здравје, центрите за јавно здравје, да ги споредиме резултати. Направија јавно испитување, потврдија чист резултат, нема никаков проблем. Ја пуштаме водата за пиење. Ова е еден ден, се. Мислам, не сме чекале 2 дена или 3 дена, но за да имаме точни резултати. Втора работа беше струјата. У прв момент струјата не се пушташе намерно, затоа што можеше да дојде огромна катастрофа, поплавени домови, поплави, пожари, да имаме и струјни удари. Струјни удари, да. И не се пушташе. Како се ја испумпавме, се испумпа водата, така и Евана почна да работи на отстранување на дефектите и почна да пушта, што се вика, улица по улица. Прво почнавме со уличното осветлување, па после тоа улица по улица и така натаму, секаде каде што е безбедно, за сега да више во најголем процент, преку 99%, е струјата пуштена. Сега, кога имаш струја, имаш вода, имаш основни услови за живот. И за лична хигиена, и се, така да веќе
за подготвување на храна се нормализира живот. Храната исто така беше проблем. Значи, ова се све логистички проблеми. Само за пумпите, 1000 пумпи. На тие 1000 пумпи тие работат на бензин. Во секоја од тие 1000 пумпи треба да има дотор, прво улје треба да се стави и после треба да има дотор на бензин. Значи не е само донесија пумпата, значи, не е само донесија треба пумпата. да се мисли Значи на ти имаш на 1000 пумпи треба тие собираат околу 700 грама гориво. А тоа гориво ќе го потрошат За така некој за час. еден час веројатно. И се ти за цел ден пумпата работи, ти треба отприлике 3 литра гориво на секоја пумпа. Тоа е логистичка операција. Некој треба да го донесе, Така, некој биде треба да складирано го негде донесе, тука да биде го, ама близко. не може да го складираш ти 3 тона бензин некаде. Така? А не може цистерна да стои под цистерна у пумпите да се става. така. Значи тоа е логистичка операција која што треба да се заврши. И со армијата таа логистичка операција заврши. Значи многу вака навидум донесете пумпи и спумпајте водата. Да, лесно се каже. Ај сега да го реализираме. И еве ги гледате сите овие детали. Што се ви Затоа треба. до седниците на влада до 2:30 до 3 навечер за во детали да ја решиме да го решиме овие проблеми. Ќе направиме уште една кратка пауза за секојден, па се враќаме назад во студиото повторно. Назад сме во студиото на телевизија Нова, разговараме со вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров околу поплавите, што правиме сега, каде одиме, кога ќе почне, ќе можеме да кажеме дека животот е вратен во нормала во овие поплавени подрачја. Говоревме тоа дека механицијата си го работи своето. Ќе биде доведено во ред, рековте една недела очекувате до крајот на за една недела. Меѓутоа кога ќе можеме да кажеме еве дека Стајковци ќе биде Стајковци повторно, зборувам, не само тампонирани, туку ете можеби и асфалтирани улици, можеби повторно средено. Кога очекуваме сето ова да... Тоа е втората фаза. Ова штета што се направи ќе биде огромна. Некој вела дека година дена нема да се живее нормално таму во тие области кои што биле поплавени. Милиони евра, десетици милиони евра ќе треба за да се санираат последиците од штетата. Да не зборам за другиот дел, на онаа психолошка травма која што имаат преживеана луѓето. Затоа веројатно подолг период ќе треба. Така да, ние сега што правиме? Сега прво ова е примерно. После тоа Технички, механизација, така. Треба да почнеме. Прво што направивме? Прво заклучивме школите. 1 септември ево. Да. Треба да почне школска година. Прва уште пред не знам неколку дена заклучиме Министерство за образование и наука веднаш да преземе мерки за школиве да се стават во функција. И сега они презимаат мерки, сите школи кои што биле не знам поплавени или нешто да се исчистат, да се средат, да се стават во ситуација да бидат доведени во состојба на да може да почне да работат на 1 септември, да нема застој школската година. Значи исто и со градинките. Слично ќе биде и со здравствените установи. Така да мораме да почнеме елементарните работи за функционирање да ги доведуваме во нормала. Следно што мораме да го направиме и што работиме активно на тоа е авансот. Сакаме на луѓето да им даеме аванс. Кога очекувате дека ќе може тоа? Притискаме до крајот на оваа недела, неработна недела, до крајот на оваа недела тоа да го Веќе тоа е и администрација, не е мал број на граѓани. Тоа е огромна администрација. Повторно е вака лесно. Значи да им се даде на сите. Ајде, сето тоа мора да биде подкрепено со документче со... На кој? Во куќата. Така. Нели имаме една куќа. На кој да се исплатат парите? Вака личи прво едноставно, ама кога ќе влезеш во суштината во суштината има многу проблеми. На кој да се исплати, па не знам, секакви животни има ситуации и така натаму да не набројувам, но тоа е проблем. По банкарски сметки, па како да се обезбедат, по матични брои, по увид, по процена, значи многу технички детали има кои што треба да се завршат, но тоа е наша работа. Сега ние не може да кукаме заради тоа, ние треба да најдеме начин тоа да го реализираме и средствата да дојдат на оние на кои што им се најпотребни. Прво сакаме да идеме со аванс, па после тоа од увидот што веќе е во најголема мера направен, би требало веќе да завршим. Би требало да ја завршим, да се направи процена и врз основа на тоа да се исплатат средства. Така да тоа е следно.
Тоа е следна работа, крупна, на која што работиме како влада и полека животот да почне да се враќа во нормално. Луѓето со средствата што ги добијат да купат покупнина, да купат бела техника, да ги изреновираат домовите и полека животот да се врати во нормала во тие места кои што беа погодени од поплавата. А што е со другите мерки? Владата донесе пакет од 8 мерки. да. Сите мерки се однесуваат токму на поплавените. Што е со другите мерки? Кога очекувате тие да... Па ние за сите мерки на владините седници што ги имаме секоја вечер, гледаме до кај е прогресот. Например, меркава што е за 100% штета, таа не е донесена и тоа не е принцип кој што сме го прифатили. Не знам, втората мерка за здравство, за бесплатни прегледи, односно неплаќање на парципација на лицата, програма требаше да се смени на влада, ја поминавме програмата, се објавува службен весник, лицата да може да се ги користат услугите готово, тоа више може да го добијат. Министерство за труд и социјална политика 50% изголемена парична помош на овие вулнерабилни групи таму. Тоа е веќе стартувано, очекуваме во периодот наредни 5-6 дена комплетно да се реализира. Сега работиме исто и на преку Министерство образование и наука на набавка на школски прибор за децата, за учениците на погодените подрачја. Тоа треба до 1 септември или до 5 септември најкасно да се реализира. Ова што е поврзано со сточната храна исто, 30 тона сточна храна се обезбеди, подпишана одлуката, доставена до Министерството за земјоделие, они сега треба да почнат со дистрибуција. Значи, гледаме сите мерки кои што сме ги донеле да ги имплементираме. Следно, треба да биде проверка на почвата. Да видиме контаминирана, загадена, незагадена, може да се сади, не може да се сади. Експертите велат дека може доколку е загадена почвата, тоа да биде многу голем проблем. Па може би проблем, треба да се прави така наречена ремедиација, но тоа кошта време, кошта пари, така и кошта загубена заработувачка, затоа што тие луѓе таму од тоа живеат. Така да тоа треба да се провери, да се добијат резултатите таму кај што е во ред. Немаме проблем, таму кај што не е во ред, треба веднаш да почнеме со овие постапки кои што ги направив, така да и тоа е исто дополнителна работа. Што е со психолошкиот дел? Споменавме дека психијатрите велат дури дека можеби луѓето се уште се во Грчи, не се свесни дека топрва може да излегуваат на површина оние психолошки трауми од се тоа што го доживеале, дека сега се уште можеби се во Грч, заете, ајде да се опоравиме, ќе се случува нешто. Вие имате и тимови на терен? Го имаме во предвид и тоа, но сега не е време за тоа. Сега е време на отстранување на последици. Тоа е следна фаза. Сега е битката да нема заразни болести. Следна фаза ќе биде и тоа. Имаме тимови кои што можат да работат на тоа, веројатно сме го размислувале више. Треба да направиме некој посебен центар кој што ќе биде за тоа подрачје, да се разговара со некои луѓе кои што имаат такви проблеми, посебно оние кои што биле во директна животно загрозувачка ситуација. А ги има многу такви? Има повеќе такви. Информации за тие некои имаме, за некои треба да ги обезбедиме и повторно ќе идеме таргетирано. Како што идеме за хронично болните, за инсулинозависните лица, за не знам друг тип на болни, така ќе идеме и за овие таргетирано. Но тоа е следна фаза. Така. Веќе се работи, како што рековте, на обештетувањето, екипите се на терен. Има ли проблем со оглед на тоа дека мораше итно да се изфрли покупнината, да не се чека нели за да се попише, како беше тоа, дали имаше проблем? На почеток тоа беше проблем, но после тоа констатираа сите дека нема што да се процени од тоа. Значи тоа беше 100% оштетено. Се беше фрлено надвор, делумно веќе и искршено. Така да тоа немаше што да се проценува и тие беа препораките. Делумно проценителите тоа може да го забележат и на улиците. Ке пројде, тоа е тоа што е исфрлено од куќата, нешто беше од двор, нешто беше на улица, нешто веројатно веќе било однесено, но проценителите си имаат методологија по која што прават процената и тука не гледам проблем.
Имаше многу помош од волонтери, зачудувачки многу луѓе. Имаше многу помош од општините од цела Македонија. Веднаш пристигнаа механизации, веднаш пристигнаа работници од секаде, Велес, Штип, Струмица, Дојран, од секаде, од сите општини во Македонија. Луѓето сами доаѓаа со организиран превоз. Кој ги координираше, како одеше таа работа, имаше ли проблеми на терен? Имавме силна координација и преку владата, со постојан повик до општините, со лични јавувања и така натаму. Градоначалниците се вклучија лично и они со нивниот авторитет и така натаму да што е можно поголем број волонтери доа тука. Потоа ги ангажиравме сите сезонски работници од Скопскиот регион и тие да се вклучат и од град Скопје и од останатите општини на градот Скопје, така да и од другите градови, така да со сите сили некако сложно, солидарно би рекол, огромен број на луѓе се вклучија со цел да се отстранат последиците од поплавите. Каква е состојбата со Црвениот крст? Дали има доволно се сега во моментот? Одлична е состојбата на секоја владина седница беше господин Саид Сеити од Црвениот крст. Сите активности ни беа максимално искоординирани, немаше празен. Луѓето имаат сериозни искуства, имаат волонтери кои што се обучени, имаат протоколи по кои што работат и соработката со нив беше на беспрекорно високо ниво. Заедно работевме во подоба на храната, да речеме со Министерство за здравство, ние обезбедувавме дел од храната од клинички центар. Преку 1400 оброка дневно се готвеа во клинички центар. И специјално запакувани, хигиенски запакувани, затоа што за да добијат луѓето реален оброк. За да не биде тоа само секој ден да добиваат, не знам, сув леп или некоја конзерва, него за да добијат реален оброк. И тоа го направивме со тоа што се хранат во клинички, таа храна запакувана, по сите стандарди се доставуваше 1400 преку Црвениот крст до оние на кои што е најпотребно. Многу голема помош пристигна и од страна, мора да се спомене, дури и механизација, луѓе, финансиски средства. Имате ли информација од каде се добивме помош? Благодарност до сите држави кои што помогнаа, повеќе држави од Европската унија, соседните држави на Република Македонија доставија помош, некој во опрема, некој во пари, некој во продукти. Секој излезе во пресред. Сепак ова беше вест секаде. Ова беше вест во цела Европа. Што се случило тука, каква непогода, сепак метеоролозите викаат дека шансите за ова се 0,1%, што значи еднаш на 1000 години да се случи вакво невреме со ваков интензитет во Македонија. Сега веројатно на други места се случуваат вакви работи и поголеми врнежи има и така натаму, но во Македонија немало. И така да стварно благодарност до сите држави, пријателски држави на Македонија кои што излегаа во пресрет и помогнаа и со некои со луѓе, некои со опрема, некои со продукти, некои со средства за надминување на последиците од криза. Оно што е сега исто така битно во целата оваа ситуација е солидарноста повторно си дојде на свое. Дали можеби се уште е рано, но дали веќе размислуваме на превенција од вакви работи? Некои велат, вака во разговор помеѓу луѓето, на времето имаше, како се каже, тоа одбрана и заштита, имаше луѓе што беа на список уште веднаш би се повикале во некоја. Тоа не е превенција. Тоа е справување со последици. Со последици, така. Тоа е сосема различно. Значи, горе-доле ние тој систем го обезбедивме. Многу брзо се активираше тој механизам и многу голем број на луѓе се вклучија во оној момент во кој требаше да се вклучат. Нормално тој интензитет прво беше помал, па се зголемуваше и така натаму. Веројатно постоја и повторно се намалуваше, но тој сегмент горе-доле беше добро. Првиот дел е за превенцијата, тоа е нешто друго. И веројатно да можеше 100% да се превенира, во Луизијана ќе го превенира. Така, ваква работа не може да се превенира, така. Одговорот веројатно да можеше, во Соединените американски држави би го превенирале. Зашто сепак е најразвиена и најмокна држава во светот. Ако тие не можат, веројатно никој не може. Дали може да закружиме и да резимираме? Кога ќе се врати животот во нормално, веќе кажеме ги тоа да направиме заклучок. Владата работи се уште, нокни седници имате, ви вечерва рековте кога доаѓате од седница. Да. До кога со овој интензитет? До кога на спиење? Додека не се заврши работата. До последно.
Ќе се трудиме, овие сите работи кои што ги кажав, дел до сега сме завршиле, но имаме уште. Така, исплатата, авансот, увидот, проценките, штетите, дополнителни дезинфекции, дератизации, инфраструктурни работи, училишта, градинки, значи има уште доста работа кои што треба да се среди за да можеме да кажеме дека животот е вратен во нормално. Тоа е, веројатно ќе треба време, многу средства, но ги знаеме чекорите што треба да ги преземе и ги преземе. Дали ги лоциравте како влада и еве институциите критичните точки? Имаш информација вчера еден канал се расчистува, потоа некој воден бунар или како беше, така натаму ги лоциравте ли критичните точки во Не критичните. Ги имавме на карта сите улички. И се обележуваше точно, се знаеше. На оваа уличка тој и тој е координатор, на секоја улица координатор имаше. Тој и тој е координатор, тој и тој војник ги координира тие и тие луѓе што се таму, таа и таа машина работи на таа улица. И денеска сме завршиле толку и толку. Утре продолжуваме на таа улица или на друга улица и така натаму. Сега, кога имаш ограничени ресурси, а многу потреби, секогаш треба да приоритизираш. И при тоа приоритизирање, нормално идеш таму каде што сметаш дека е загрозено. итно, така? Итно. Но, секој човек смета дека неговото е наитно, така. И тоа е нормално. Тука во ниеден момент не им се наљутив на тие што доаѓа, вика, се љута, негодува, се кара со нас, така, секакви ситуации. Кај мене никој не дошол и така натаму, мојата куќа плива во вода или во кал, вие не сте дошле. Имало такви ситуации. Но ресурсите се тие. Во секоја земја ресурсите се ограничени. Значи, нема земја што ги има сите можни ресурси во еден саат све да се. Во секоја куќа Значи, да има нема, света. сега ќе видите во Луизијана колку време ќе излагаат од оваа ситуација во која што се. Ќе видите колку време и колку ресурси ќе вклучат. Тоа е многу значено, колку ресурси ќе вклучат. Имаат многу повеќе ресурси од нас, значи не може Македонија и Америка да има исти ресурси. Така, нормално е тоа. Имаат многу повеќе ресурси, ќе видите колку ќе вклучат и ќе видите колку долго време ќе излагаат во борба со последиците, да речеме тоа што се случи. И тоа е нормално, но таму бевме и за тоа. На еден начин и да ги амортизираш, да ги впиеш и сите тие критики, целиот тој револт, гнев, нека се истори. Тоа е. Значи, тие преживеале мака, не ние, така ние имавме кај да се вратиме. Ја од таму уморен, неуморен ќе доам дома. Така имаш каде да се избањаш, да се средиш, да се пресоблечеш. Тој нема каде да отиде. И сега не може да му се љути затоа што викнал на тебе, се скарал, некој може би и те опцул, гнев историл врз тебе, можам да го разберам. Ова не може да го разберам претходно, политизацијата и мудрувањето, оние мудролози што ги викам ја позади компјутер што седат на Facebook и критикуваат. Тие не ги разбирам и не ни сакам да ги разберам. Ова можам да го разберам. Како ги коментирате повиците за одговорност? Крив е Коце Трајановски, крив е Тони Трајковски, крив е Тодоров, крив е Димитриев, крив е владата, криви се сите, виновни се. Како ги коментирате тие барања за одговорност? Вие за сега молчите, вие за сега не одговарате на овие затоа што заврнале 100 литри на метар квадратен во период од 5 сати. Ако е Коце Трајановски крив за тоа и ако со неговата одговорност тоа нема да се повтори во Македонија или во било кое друго место на светот, да размислиме за негова одговорност. Ако Коце Трајановски е виновен за такви природни феномени. Ја не гледам дека може да биде виновен човек за таков природен феномен. Може би може. Може би сите ние сме виновни и сме придонеле за тоа преку, не знам, ефектот на стаклена градина, загадување и така натаму. Може би, ако идеме сега во тој сегмент на заштита на животна средина. Ама ако е да кажеш дека Коце Трајановски е крив затоа што заврнало 100 литри на метар квадратен во период од 4 сати, тоа не можеме да прифатиме. Сега да имало канал, па не знам тој канал кај да водел, па автопатот да не бил, па автопатот подобро да бил изведен, па не знам да имало. Тоа е... Да беше баба дедо? Можеме да разговараме за тоа и тоа не е лоша дебата. Да видиме што може да направиме за да отворени сте за сите оние експерти кои што да видиме што све може да направиме за колку што е можно да го превенираме тоа. Повторно ви кажувам, во Луизијана ова се случи, сега се случува во моментов. Значи, имаат ресурси, имаат пари,
Така? Имаат се што им е потребно да го превенираат, ама не го превенирале. Се гувернерот на Луизијана е крив. Значи, кога станува со природа нема играчка, од време на време не подсетува колку е појака од нас. Колку е појака, така. И сега ние можеме да направиме некои работи, да видиме тоа што можеме да го направиме, да го направиме. Да видиме ако некои викаат автопатот е проблем што ова се случило. Некои други викаат да не бил автопатот, селото ќе го немало. Така. Значи има две верзии. Се не знам, ја не сум експерт, не сум ни наблего, можеби експертите веќе знаат точно што е, можеби едното е веројатно едното е дезинформација, но еве експертите ќе направат процена што треба да се преземе. Ама да превенираме комплетно временска непогода. Не може никогаш. Ја не знам, ако дојде некој таков што може тоа да го направи, веројатно Нобелова награда ќе добие и треба да добие. Така. Се одим уште на една пауза, на еден блок реклами и се враќаме со завршни зборови во студијата. Назад сме во студиото на телевизија Нова, разговараме веќе час и половина речиси, разговараме за поплавите, што е направено, што треба да се направи кога животот ќе се врати во нормала во овој Скопски регион зафатен на поплавите. Разговараме со вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров. Еве на самиот крај сме на емисијата. Ќе ве прашам директно. Како човек, како министер, како представник на владата, задоволни ли сте, дали се стори се, дали навистина се стори се што можеше да се стори? Мислам дека сторивме се што можеме. Дали некаде имаше нешто што можеби можеше подобро да се направи, веројатно. Секогаш може. Секогаш може подобро. Но во тој момент мислам дека сите сторија се она што можеа да го сторат. Се ангажираа многу брзо сите структури, се активираше веднаш механизмот на кризи, значи 3-4 сата, потоа веќе првиот состанок во кој што сите информации се слеа на едно место и почнаа да се носат одлуки, што се вика одозгора на цела ситуација, а не она што на терен треба да се прави. Така да мислам дека вака ако симплифицираме, се преземаа мерките кои што требаше да се преземат. Можеби некаде можело и подобро, не викам не, но тоа секогаш. Кога се работи во ваква ситуација, секоја земја, не викам дека не треба да направиме еден рекапитулар за тоа што све сме преземале, да видиме каде биле слабите точки и да оневозможиме тоа да ни се повтори. Значи тоа треба да го направиме. Ние секој ден откако се направи тој командниот центар во Стајковци, се правеше дебриф. Значи, точно што е направено тој ден. Значи, точно се знаеше секој што треба да направи, каде треба да го направи, со колку луѓе треба да го прави. И после се правеше дебриф да видиме дали тоа што е договорено е направено. И сега тука имаше некогаш нешто не се направило од оваа причина, од таа причина, нешто можеби застанало во системот, така натаму, и сите тие информации ги имаме, сите тие информации треба да се земат и да бидеме институционално повешти. Тоа ќе ни донесе, такво искуство ни донесе, ова е за жално искуство што на своја кожа го преживеавме, но сепак ова институционален капацитет, ова треба да го имаме како институционален капацитет или како една дополнителна вештина која што би можеле да искористиме, не да Боже, ако во иднина настане ваква ситуација. Ви благодарам за гостувањето во ова отворено студио, ви благодарам за одговорите, сметам дека беа искрени. Сметам дека и им објаснивме на граѓаните кои се фазите, што се случува и што ќе се случува, како што кажавте, ова е голем шок. Ова е голем шок дури и за оние луѓе кои што можеби не беа директно инволвирани во овие поплавени подрачја, но едноставно да чуеш дека тоа се случило на неколку километри само од твојот дом и многу лесно можело да ти се случи и тебе ваква неприродна непогода, секако ја раздрма цела Македонија. Она што сметаме ние медиумите и јас лично дека е во оваа ситуација, да не речеме, малку добро во целото зло што се случи е што покажавме дека Македонија има механизам да реагира, Македонија има хумани луѓе кои што веднаш се одзиваат и дури ризикуваат самите.
да се надеваме дека ова нема да се повтори, но сепак и да извлечеме поука, нели, како што рековте. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што еве овие час и половина речиси бевте со отвореното студио на телевизија Нова. Министерот Тодоров и вице-премиер изнесе многу информации, информиравме комплетно за сликата ноќта, сликата потоа, што сега се прави и што ќе се прави понатаму. Да се надеваме дека нема да се повтори. Ви благодарам, останете фреквенцијата на телевизија Нова, следуваат и последните вести на телевизија Нова со колешката Бојана Димитриевска.